Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Вилковска. Влијателни припадници на Демократската партија и натаму вршат притисок за конечно гласање во Сенатот неделава за договорот за контрола на нуклеарното оружје со Русија. Лидерот на републиканците пак најави дека нема да гласа по ова Америка. За ова на почетокот на вестите. We asked the question about this detainee issue. Лидерот на републиканците во Сенатот Мич Маконел и други влијателни републиканци, како и демократските лидери, вклучувајќи го американскиот подпредседател Џо Бајден, и натаму веруваат дека во Сенатот има доволна поддршка за ратификување на договорот СТАРТ. Ова е последна недела на работа на овој состав на Конгресот. Станува збор за важна легислатива што председателите на САД и Русија ја потпишаа за контрола за нуклеарното оружје во април годинава, но за да биде валидна, таа мора да биде одобрена во законодавните тела на двете држави. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Во голем скандал на Балканот, косовскиот премиер Хашим Тачи во европски извештај именуван како раководител на организација од мафијашки тип, обвинета за трговија со дрога, атентати и шверц со човечки органи. Овие наводи се закануваат да ги застренат напорите на земјата да добијат целосно признавање на независноста и може негативно да се одрази на односите со Западот. Повеќе на оваа тема во продолжение. Извештајот тврди дека во оддалечени бази како оваа наречена Жолта куќа во Албанија, членови на Косовската ослободителна армија убиле околу 500 затвореници и ги отстраниле нивните органи за да ги продадат на купувачи на меѓународен црн пазар. Авторот на извештајот Дик Марти од Советот на Европа вели дека кривичните дела биле прикриени по Косовската војна. C'était connu par de nombreuses personnes. Познато било на многу луѓе кои приватно ќе ви кажат: да, знаеме, но заради политички причини решивме да молчиме. Извештајот го именува косовскиот премиер Хашим Тачи како раководител на криминална банда што профитирала од трговија со органи, извела атентати и тргувала со дрога. Партијата на Тачи во меѓувреме ги доби неодамнешните избори во Косово. Тачи ги негира наводите во извештајот. Рапорти скандалоз. Пијанторите асамблејс парламентарите Кшилит Европес. Скандалозниот извештај на член на парламентарното собрание на Советот на Европа Дик Марти е документ полн со лаги, што рециклира 15 години стара пропаганда. Србија го поздрави извештајот на Советот на Европа. Српските сили се повлекоа од Косово по бомбардирањето на НАТО во 1999-та. Од тогаш 72 држави ја признаа независноста на Косово, иако Србија се уште се противи. Джеймс Кер Линдзи од Лондонската школа за економија напиша книга за косовските напори да добие независност. Тој вели дека обвиненијата имаат потенцијал да го засенат успехот. Мислам дека ова многу ќе отежне во добивањето поголема поддршка за косовската независност. Србија кажа дека се уште сака да разговара, но ако се потврдат овие наводи, тешко дека тоа расположение за преговарање со Тачи ќе остане. Извештајот тврди дека криминални банди продолжуваат да земаат органи по војната во оваа клиника близу Приштина. Всушност, во судска постапка што во моментов се води, 7 лица се на суд за трговија со органи на луѓе кои живеат во сиромаштија. Обвиненијето тврди дека на сиромашни од Молдавија, Казахстан, Русија и Турција им било понудено до $20,000 за нивните органи, што никогаш не им биле исплатени. Сенатот на Европа ќе дискутира по извештајот следниот месец. Тогаш ќе биде решено дали ќе има криминална истрага за Тачи. Јавните училишта во Вашингтон обезбедуваат музички инструменти за учениците и тоа бесплатно. Но кога треба да се побрават, само 20 мајстори го прават тоа за повеќе од 120 училишта. Прилогот што следи е токму за овие многу зафатени занаечи кои не се жалат. Напротив, Чарлс Вест и Лари Джернигам си ја сакаат својата работа. За Лари Джернигам е важно учениците да имаат пријатно искуство со музиката. Неговиот колега Чарлс Вест се согласува.
actually love my job. И ја сакам мојата работа. Понекогаш не изгледа како работа, но сепак е обврска. I like the fact that I work around music all day. That my job... Ми се допаѓа фактот што сум со музиката по цел ден. Во описот на моето работно место стои зборот музика, поддршка и едукација по музика. Вести Джерингам работат заедно во музичка работилница за поправка на инструменти во Вашингтон последниве 20 години. Само оваа година тие велат дека поправиле околу 450 инструменти и наштимале барем 125 пијана и клавири. Обајцата се музичари, но и љубители на музиката, така што природно им било да научат и да ги поправаат. I've been a musician all my life. I'm almost 50 now and I've been playing. Цел живот сум музичар, речиси 50 години. Свирам на инструменти од мојата 6-та година на животот. I was formally trained on the piano and guitar. Порано свирев пијано и гитара. Со саксофонот, кларинетот и флейтата се запознав благодарение на оваа работа. Освен што поправаат инструменти, обајцата одат по училиштата и ги обучуваат наставниците и учениците како самите да ги поправаат малите дефекти. Велат, не треба да се крива паника ако нешто не функционира. Обајцата велат дека најдобра награда за нивното залагање се настапите на учениците, кои честопати ги снимаат. When I get to go see a concert or go see one of the bands. Кога одам на концерт или слушам изведба на музичка група или свирење на деца или пеење на хор, тоа што најмногу ми причинува задоволство е чувството дека и ние сме имали улога во тоа. A success. А во утрешен Ньюсфлеш фотограф и авантурист со децении фотографира животни и природа. Неговиот најнов проект Глечери се со цел подигање на свеста за опасноста од климатски промени. Гледате утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш познат фотограф го крива гласот за опасноста од глобалното затоплување. Гледате утре во Ньюсфлеш што забележа неговата камера. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини вообичаено ве покануваме да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви посакуваме пријатна вечер и гледајте ни утре.